Благодарам, председателке. Почитуван заменик министер, да не ме разберете погрешно, меѓутоа и јас како и колегата Јаревски сметам дека на денешната дебата требаше да биде присутен министерот Бочварски, заради тоа што тој е должен да даде конкретни одговори и на пратениците и на македонската јавност. Зошто го мислам тоа? Заради тоа што истиот бил пратеник, долго време веќе министер и можам да заклучам дека има и веќе големо искуство од областа на законодавството. Па, токму заради тоа е должен да даде одговор и заради тоа што во текот на целиот овој период, откако е актуелно ова прашање со изградбата на автопатите, а и на самиот себе мислам дека е должен да даде одговор како можеше да си дозволи вакво нешто, да помине самиот преку себе, меѓутоа, повторно ќе речам да не бидем сватено погрешна, да помине и преку големиот број на стручни административци во Министерството за транспорт и врски, со кои што заедно и власт и опозиција и тие административци заедно го работевме се уште актуелниот закон за урбанистичко планирање и го знаеме ние овде нивното размислување и оддалеку не е слично со ова што денес го предлагате во Собранието на Република Македонија. И како можел истиот Бочварски да дозволи на закон за урбанистичко планирање да се стави европско здаве. Нели еве и за него и за вас е ненормално закон за урбанистичко планирање да се разгледува со европско здаме или па можеби истото е нормално или како ви е пријатно да седите на комисија за европски прашања, да не сте на комисија за транспорт и врски, а сте представник на Министерството за транспорт и врски или како воопшто сте прифатиле да сте представник на ваков текст да браните во собранието, текст од владата. И ве повикувам, еве после мене да земете збор и да кажете една европска држава, само една европска држава во која што на ваков начин е донесен закон за урбанистичко планирање. Многу добро знаете вие дека секоја држава се има засебен закон за урбанистичко планирање. Еве, ако има таква само една европска држава на која што е сменет или е донесен на ваков начин закон за урбанистичко планирање, меѓутоа нема да кажете заради што не постои такво нешто. Господине заменик, воопшто не е европски патот кој што сте прифатили и кој го почнавте да го одите и самите тоа го знаете, меѓутоа зошто сте прифатиле, најверојатно и тој одговор самите го знаете, меѓутоа дали после ваквата ваша постапка, после укорите кои што ги добивате од страна на Европската комисија, после тоа што на секој човек во државава е јасно која е целта на ваквото насилно однесување и упорноста да се истурка по секоја цена ваквото или ваквите законски решенија, навистина не ми е јасно дали се уште мислите дека некој ви верува оти работите за отпочнување на преговори со Европската Унија. Она што можам да видам дека овој закон нема да се користи нели само за автопатите 8 и 10 изградба, како што цело време во јавноста пласирате, ами последиците кои што ќе ги истрпи државата се далеку побројни и најверојатно ќе ги видиме во иднина. Велите да се може поголема флексибилност во урбанистичките проекти. Можам да речам дека си играт играчки со сите нас, затоа што флексибилност на урбанистички проект ни може да има, ни имало, ни може да има, меѓутоа изгледа така ви одговара, па ќе има некаква флексибилност. Каква ќе биде, навистина не ми е јасно. Зошто велам дека нема да се користи за коридорите и 8 и 10? Заради тоа што еве како во Законот за работни односи, во овој закон и во Законот за градење, вие немате член во кој што велите дека овој закон се изменува врз основа на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8 Десница Тетово Гостивар Букојачани и проектот за автопатот Требениште Струка и коридорот 10Д или автопат Прилеп Битола. И токму заради тоа предложивме ваков амандман, па така ако евентуално е пропуст, што никако не верувам дека е пропуст, би требало овој амандман на ВМРО ДПМН и коалицијата да го прифатите. Со член 3 од законот делувате во член 58, каде по став 7 се додава нов став 8 кој гласи: по исклучок од ставот 1 на овој член урбанистичкиот проект може да се изработува и за градби од стратешки
интерес. Сметам дека на сите овде представници кои што идите, па и на колегите од парламентарното единство треба барем малку да е непријатно да се брани вакво нешто. Господине заменик министер, и вие и колегите пратеници, ако го изгласате ова законско решение, ја озаконувате урбаната мафија во државата и после изгласувањето на ваков закон немате никакво право повеќе да споменете ни В од ВМРО во насака на критика на било кој инфраструктурен проект во држава, затоа што со токму ова законско решение и потоа со законот за градење вие го озаконувате криминалот на векот во Република Македонија. Разговаравме тука и посебно сакам да се задржам на член 63а од предлог законското решение, заради тоа што после реакциите на археолозите во Република Македонија, вие го законот кој што беше предлог на колеги пратеници беше предложен од собраниска процедура, закон за заштита на културно наследство, меѓутоа од она што го гледам во законот за урбанистичко планирање, она што сакавте да го направите со измените на законот за културно наследство, сега преќутно подло сакате да го направите преку овој закон и затоа денес сакам да ја алармирам повторно фелата археолозите да реагираат и заедно со нас да го спречиме носењето на ова решение, односно да спречиме правење на штета кај археолошките наоѓалишта. Тука морам и да го прочитам за подкрепа му вашо го зборувам. Имено во 63а.1 со урбанистичкиот проект за градби од стратешки интерес уредува проектниот опфат за изградба на државни патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи, како и други градби од јавен интерес, како и за нивните пропратни содржини, поставување на привремени локации, градби за вршење на подготвителни работи со кои се организира градилиштето за изградба на градбата од стратешки интерес, јами наоѓалишта и отпадни области, имајќи ги предвид достапните проекти, геотехнички, археолошки информации, информации за животна средија, социјална и комунална и така натаму, а проектниот опфат за изграда на државните патишта и патен коридор со првичните проценети граници за експроприација во кој ќе се врши изградбата на државните патишта со пропратните содржини. Меѓутоа овде сакам да напоменам дека никако овој закон за урбанистичко планирање не сме и не може да биде над законот за заштита на културното наследство. Господине заменик министер, прашање до вас, заради тоа што во законот не е напишано, никој од владата нема јасно кажано, кој ќе биде изработувач на урбанистичките проекти, заради тоа што не се почнати да се изработуваат, и кој може и кој ќе биде надзор над овие проекти. Заради тоа што гледам дека надзор малтене не е ни предвиден, затоа должите одговор кој ќе биде надзор на овие проекти, не за изведбата, туку на проектите. Во член 63а ги редите институциите од кои ви се потребни информации и податоци, меѓутоа никаде не ги спомнувате општините. Како ќе ги заобиколите општините? Не ви требаат општините за податоци да добиете? Зарем нема дел од трасата што врви низ општинско земјиште? Или пак еве другите стратешки проекти кои што ги надувате во првиот член дека исто со овој закон се предвидени да се градат? Не ви се потребни податоци од општините? Или вие си гледате на графчење, можеби ова е просто неверојатно дека денес ние ова го разговараме и дека го разгледуваме како текст. Толку сте убедени дека се ќе направите без соработка со општините, па не може толку општините да ги тргате на страна. Не може да направите без соработка со општините. Мора да имате соработка со општините. Не може да ги маргинализирате. Никаде ниту еден од вашите стратешки проекти нема да врви, еве кажете. Сте направиле некаква процерка, нема да врви ни траса на некоја општина, ни земјиште на некоја општина. Не е точно. Заради тоа што гледам каде што планирате да биде автопатот Прилеп Битола, се врви низ села атар на општините Прилеп и Битола. Или овие објекти нема да врват во општините, туку ќе лебдат во воздух. Во точка 13 од членот 63а почитувани замислите, изработената урбанистичка документација треба да се достави до владата.
кое што влада го одобрува урбанистичкиот проект. Заради ова, министер, вие верувате дека утре нема да имате никаква одговорност? Само се лажете, заради тоа што ќе имате одговорност, вие сте тие кои што ова сте го аминувале. И ако е така, значи, ако владата дава одобрение за урбанистички проект, дава одобрение за градење, вие комотно сега кога ќе се заминете, предложете му на Бочварски, дадете си оставка. Во владата нема потреба од министри, заменици министри за транспорт и врски, а комотно предложите и укинување на Министерството за транспорт и врски, заради тоа што владата ја зема целосно улогата на ова министерство. И привршувам само уште две реченици. Во член 42 став 2 и како можете да вршите исплата. И не ја гледам никаде денес присутна колешката од дома, баш ќе беше интересно да даде одговор што ќе се случува со зеленилото, кое што се среќава на овие траси, заради тоа што добро се сеќавам кога го изработувавме актуелниот, повторно ќе го споменам, закон за урбанистичко планирање, најголемата борба, кавга од пратениците на дом беше токму за ова кое што сега ќе се раскопува и ќе се руши. И заради тоа што колегата Јаревски го спомна просторното планирање, сакам да напоменам дека во државава веќе 6 години ние немаме закон за просторно планирање. Именно оваа власт го раздели законот за просторно и урбанистичко планирање, сега има само закон за урбанистичко планирање. Сугаревски кога го носевме вети дека за еден месец ќе стигне и законот за просторно планирање, меѓутоа 6-та година истекува. Во Република Македонија закон за просторно планирање не постои, а очигледно немаме ни намера да се донесе. А како се споменува во овој текст просторно планирање и што замислуваат под тоа просторно планирање, навистина не знаеме. Благодарам.